9 часот 30 минути, точно време да ви посакам пред се добро утро и добро ни дојдовте во новото издание на Квадрат. Подготвени сме и денес да започнеме една уредувачка авантура со кои теми и кои содржини ќе ја исполниме оваа наша денешна дружба. Ви откривам само накратко во продолжение. Еве што ќе гледате во новиот Квадрат. Во новиот Квадрат ќе ве научиме како да го уредите просторот кој ве пречекува вам и вашите посетители во домот. И ви откриваме кои се новите TikTok трендови за уредување на вашите интериери. Останете тука, по рекламите почнува новиот Квадрат. Дури оној дел од нас кои не се толку застапени на социјалните мрежи, едно е сигурно, TikTok и другите социјални медиуми дефинитивно наметнуваат еден нов начин на живот. И тоа важи за гардеробата, за однесувањето и за многу други сегменти, но и за уредувањето на вашиот простор. И да, ова е нешто на што убаво не учи TikTok. Ни вели да бидеме своји, да го направиме нашиот дом персонализирано место во кое навистина ќе уживаме и ќе го следи нашиот начин и ритам на живот. А кои се TikTok трендовите кои ги наметнуваат во секојдневното живење, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Уживајте и научете нешто. TikTok првично функционираше како платформа за брзи, забавни и честопати хаотични видеа. Некој танцуваше во пижами во 3 часот наутро. Некој готви тестенини, некој го снимаше своето пред и потоа преуредување. И тогаш, незабележливо, се случи нешто многу поголемо. Почна да го менува начинот на кој замислуваме како треба да изгледа еден дом. Дизајнот на интериер повеќе не се раѓа само во архитектонски студија или на страниците на списанијата. Денес може да започне во видео од 12 секунди, во нечија лична дневна соба во Лондон, во детаљ како навлака за мијалникот чипка или неочекувана комбинација од винтидж парчиња и модерно осветлување. И одеднаш целата естетика на домот добива нова насока. Интересно е што овие микротрендови на TikTok се водени не само од естетика, туку и од емоции. Зад нив стои жилбата за простори што изгледаат потопло, поперсонализирано и помалку алгоритамски совршени. Луѓето повеќе не сакаат стерилни станови што личат на каталози за мебел, туку домови што имаат приказна, текстура и пред се карактер. Токму затоа се враќа естетиката што до неодамна изгледаше заборавена. Интересен мебел, меки ткаенини, романтични детали и она што TikTok го нарекува декор на бабите, се повторно во центарот на вниманието. Ваквите софи, завесите што паѓаат на подот, декорот што изгледа малку носталгичен, сето ова го враќа чувството на дом што не е совршен, туку повеќе жив. И тука лежи суштината. Домот повеќе не е само функционален простор, туку емоционална сценографија на секојдневниот живот. Една од најголемите промени што ја популаризира TikTok е редефинирањето на отворениот концепт на простор. Некогаш идеалот за модерно домување, отворениот простор, сега полека отстапува место на така наречениот пристап на совршен план на подот. Ова значи подискретни зони, природни прегради, полузатворени сегменти и паметно распореден мебел, што му дава на просторот ритам и идентитет. Кујната повеќе не мора да се меша со дневната соба, а работниот агол не мора да изгледа како продолжение на трпезаријата. Секоја зона добива своја личност, што создава чувство на интимност и мир. Нешто што стана исклучително важно во ерата на работа од дома и постојана дигитална поврзаност. Уште поинтересно е враќањето на побавен, посвесен живот во домот. Одредени трендови промовираат мали ритуали што го забавуваат секојдневниот живот. Пуштање плочи наместо плейлисти, ламби наместо светли тавански светла, книги наместо екрани. Дури и малку необични естетски трендови со растителни мотиви и разигран декор зборуваат за потреба од хумор и леснотија во просторот што не обкружува. Сите овие промени покажуваат едно нешто. Домот повеќе не е статична слика за прикажување, туку жива атмосфера која постојано се менува. TikTok не само што ги промени трендовите во интериерот, туку и начинот на кој луѓето размислуваат за просторот во кој живеат. Денес нема стремеж кон совршенство,
Тоа се претешки чувства. Дом кој има малку неред, малку носталгија, топла светлина и предмети што носат лични приказни. Токму таков простор станува новиот идеал. Бидејќи на крајот, најважно не е како изгледа станот на видеото, туку како всушност вие живеете во него. А да ве научиме на нешто ново, секогаш сме тука и ние преку нашите емисии кои секоја недела ги следите токму тука, меѓутоа и на Инстаграм каде што сме секојдневно и каде се трудиме преку кратки едукативни видеа да ви го доловиме моментот на поубав дом за поубаво живење. Така продолжуваме и во продолжение, она што сега следува е неколку инспиративни совети во насока на уредување на вашиот влезен дел, односно пресобието. Навистина е многу важно да ве пречека вас и вашите посетители едно убаво предсобие. Како изгледа, односно како треба да изгледа, ви откриваме во продолжение. Просторот помеѓу собите што не води од дневната соба до влезната врата често изгледа напуштено, темно, а понекогаш и неуредно. Ходникот, како што всушност се нарекува овој дел од куќата, треба да биде подеднакво уреден, бидејќи тоа е првото нешто што го гледаме кога ќе влеземе во туѓ дом. Без разлика дали имате голем или мал ходник, со вистинските идеи можете да го направите уредна и функционална просторија. Малите ходници се многу понапорни за уредување, бидејќи немате многу простор за експериментирање, но има адекватни решенија и за нив. Кога ги украсувате малите ходници, внимавајте да не ги пренатрупате, за наместо премин да станат складиште или место за непотребни работи. Едно од потенцијалните решенија е вметнување на гардеробер, кој освен функционалност ќе обезбеди естетска страна. Ке можете да ги вметнете сите работи, а во него во исто време да добиете и проодност, односно ќе заштедите на простор. Изберете плакари во согласност со димензиите на ходникот. Ова се однесува и на ширината и на висината на таванот. Колку поедноставно, толку подобро. При изборот на осветлување, нека биде средно плафонско светло. Ништо претерано и гломазно, само колку да ја осветли должината на ходникот. Некои се одлучуваат за големи гломазни лустери, но ова е веќе пренатрупување. Осветлувањето треба да го следи остатокот од внатрешноста. Можете да имате мал тепих или килим. Добро е да имате и место каде што гостите можат да ги остават јакните, но доколку немате простор, не ги набивајте непотребно во овој и тунака мал простор. Запомнете дека имате плакар каде можете да ги ставите сите овие работи. Чувајте ги ѕидовите во неутрални бои, полесно ќе се вклопат. Додајте и мала полица и слика на ѕидот. Ако ходникот е толку мал што влегува директно во дневната соба, заборавете на гардероберите. Во тој случај решението е само една мала полица за чевли и слика на ѕидот веднаш над неа. Ништо претерано, а сепак доволно. Чувајте го уредно, со оглед на тоа што е многу мал простор, нема да ви треба и многу време за одржување. Често забораваме дека и интериерот е составен дел од детали, мали елементи и само кога се тие интегрирани уредни можеме да го добиеме интериерот што го замислуваме. Затоа следниот пат кога ќе го уредувате вашиот дом, не заборавајте на уредувањето на ходникот кој воедно со својот изглед ќе го надополни вашиот дом и неговиот изглед. А често се случува и да заборавиме дека местото за добре дојде е и одлично место за да направиме убаво осветлување. Осветлувањето е всушност најважниот елемент на секој ходник. Тука има и двојна улога. Обликот може се да промени, но целта и улогата на осветлувањето остануваат исти. Оригиналната функција на осветлувањето е да осветли одредено место, просторија или агол. Втората функција е секако естетска. Кога станува збор за ходникот, изберете силно осветлување. Најчесто луѓето се одлучуваат за тавански светла, тркалезно плафонско светло со една сијалица. Иако најчесто се поставени во дневната соба, лустерите денес можат да се најдат и во ходниците. Со оглед на тоа што постојат два типа на ходници, тесни и правоаголни, осветлувањето е избрано во согласно со типот на ходникот во домот. Осветлувањето на таванот е идеално за тесни ходници. Ѕидното осветлување може да биде и едно од решенијата. Меѓу помодерните решенија се LED лентите во вид на линеарно осветлување кое се поставува по целата должина на таванот. LED осветлувањето е се повеќе популарно бидејќи трае подолго, што значи дека е квалитетно и економски исплатливо. Ниту лустерите не се лошо решение. Може да поставите неколку висечки.
Нека бидат едноставни кои ќе го комплетираат вашиот ходник. Димензиите на лустерот ќе ги изберете во согласност со квадратурата на просторот. Можете да поставите неколку висечки кои се на еднакво растојание. Ова ќе го постави осветлувањето рамномерно. Можете да поставите лустер во форма на четириаголник како и столни ламби. Поставете мала маса и полица за складирање на нештата каде што меѓу другото ќе поставите голема светилка. На овој начин секогаш ќе има светлина во вашиот ходник. А покрај осветлувањето, ходникот можете да го надополните и со други елементи, како што се огледала, комоди, гардеробери. А за тоа во некоја следна прилика. А верувале или не, во пречекувањето на вас и вашите гости во вашиот животен простор голема улога игра и чергичето пред вратата. Ако тоа некогаш беше едно обично колку да заврши функционална работа, сега станува дел од дизајнот на целиот интериер. Па какво да биде? Во продолжение. Влезот во домот веќе на прв поглед го открива стилот, вкусот и атмосферата на просторот. Но еден детај што беше речиси непроменет со децении, сега полека исчезнува во минатото. Класичната подлога за чевли, она темно гумено или фибер парче пред вратата, повеќе не е прв избор на дизајнерот. Причината не е само во естетиката, туку и промената во начинот на кој размислуваме за домот денес. Чистотата, функционалноста и визуелната хармонија стануваат подеднакво важни. Старите теписи, иако практични, често го расипуваат изгледот на внимателно декорираниот влез. Во интериерите што следат минималистички линии, природни материјали и смирувачки тонови, едно истрошено и прашливо парче може да го расипе целиот прв печаток. Затоа се повеќе внимание се посветува на решенија што се и убави и практични. Новата ѕвезда на влезните простори се перливите теписи за внатрешни влезови. Софистицирана, модерна алтернатива на класичните подлоги за врати. Овие парчиња се дизајнирани да се перат во машина, да ја задржат својата форма и боја и да изгледаат како дел од внимателно дизајниран интериер, а не само како функционален додаток. Благодарение на новите технологии за ткање и материјали, овие теписи ефикасно абсорбираат влага, прав и мали нечистоти, а во исто време остануваат визуелно лесни и елегантни. Наместо груб, утилитарен изглед, сега доаѓа помека, текстилна естетика што природно се вклопува во ходникот, фоајето или на отворен влезен простор. Дизајнерите особено ја нагласуваат важноста на боите и текстурите, неутралните нијанси како што се песок, беж тонови, маслинаста и теракота, создаваат топла и софистицирана атмосфера за добре дојде, додека дискретните геометриски шари внесуваат доза на модерен карактер без визуелен хаос. Во комбинација со дрво, природни влакна и минималистички мебел, влезот изгледа како внимателно уреден дизајнерски простор. Она што ја прави оваа нова практика особено привлечна е рамнотежата помеѓу естетиката и секојдневната практичност. Влезот повеќе не мора да изгледа технички, тој станува продолжение на дневната соба, вовед во начинот на живот што поттикнува уредност, едноставност и типка елеганција. Во модерниот интериер првиот чекор во домот повеќе не е само бришење на чевлите, туку мал, промислен дизајнерски момент, што го поставува тонот за целиот простор. Не секогаш кога имаме некој простор за уредување, сме доволно инспирирани и имаме идеја за тоа како треба или како сакаме да изгледа тој простор. Без разлика дали станува збор за наш дом или пак работен простор. Епа доколку тоа е така, тогаш ние во прилог ви прикажуваме уште еден убаво и модерно уреден дом, на познатите кој сигурно ќе ви послужи како дополнителна мотивација и инспирација околу вашата дилема за уредување на простор. Станува збор за уште еден интересно уреден и топол дом, во кој живее Кери Вашингтон. Всушност се работи за апартман кој се наоѓа во Њу Јорк и е толку многу убав, што не може ни да замислите. Таа вели дека поминувале премногу време, бидејќи е место кое ќе биде доволно и навистина удобно за неа и за незиното семејство. Навистина за целото тоа време додека траело уредувањето. Било и повеќе од забавно да се работи со тим, кој ќе ве тера едноставно да ја поминете за во случај да не ви се допадне едниот предлог, како што на неа и се случило кога ја
Најголем дел од атмосферата ја внесувате и самите вие во вашиот дом преку уредувањето и преку чувствата кои ги оставате тука. Ви благодарам што бевте денес дел од овој квадрат. Се надевам дека внесовме и убави чувства, и убави емоции, меѓутоа и добри совети за уредување на вашиот дом. Се гледаме повторно наредната недела, а до тогаш секојдневно на Инстаграм. Ви благодарам уште еднаш. Пријатно.